еден народ кој ќе покаже пркос до крај. Ви реков, јас свака ви част. Ја имате моја поддршка и власта и ВМРО до крај додека стоите на овие црвени линии. Поддршка безрезервна имате од мен. Бе кренете летвичката малце. Малце изненадете, шокирајте ги малце. Играјте си курот, аеродромски кажано, скопски кажано. Играјте си малку курот со нив. Да пречат, шо овие македонци, што? Добро, не Северна Македонци. Што? Дипломатски односи со Бугарија прекинале со наша члика. Вој не се нормално. Седиш на страна, си фаќаш сеир, како нешто доаѓа те убедуваат. Абе немојте како дипломатски односи, ти вака му кажеш. Јебика се дешава. Јебика. Шо да правиме? Така се случи, ние не дека сакавме да прекинеме дипломат, ама ете, претеруваат, не знаат за доста, не знаат да застанат, јебик. Ама и на Клоци, бугарскиот амбасадор од Македонија сте го избрали. Па на Клоци го избркавме, дури кондурата на тој што мојак на Клоца кај него гас остане него без една кондура шета. Шо да правиме се? Така си игра фактор на изненаджење. Кој еден народ цврсто стои за една работа, за една политика, ако сакате да кажете, нема држава што може да го победи. Ако се согласиме со тоа дека огромен процент од македонците стојат зад политиките на ВМРО ДПМНЕ, особено по однос на прашањето на спорот со Бугарија, кој што они ни го наметна, верувајте, нема таква сила што ќе може да ни влезе меѓу редови и да не растури. Само треба да бидеме упорни и да издржиме сите притисоци, кога тогаш они ќе мора да попуштат. Под вакви или онакви околности ќе мора да попуштат. И ќе мора да ја пратат Бугарија у ќоши, ако сега тоа звучи сулудо. Но може така да се сменат нагло работите во светов и во Европа. Што токму тие плачи пичка на Европска унија Бугарија, кај што ќе мора да иде у ќоше и да клечи на зрна пченка. Не се знае. Така се заеба они 41 со Хитлер и претходно у Прва светска војна. Така се заеба. Они се мајстори да се заебат. Откако ќе помисла дека се најмоćни, неуништиви, ненадјебиви. Тогаш бугарите како знаат да се заебат. Само што они имаат способност одма да променат кабел за дување. Гледа видат ли им се распаја ова што не им успеало. Ова одма одат кај тој од спротивната страна него да му дудлаат. Само што и тоа не успева секојаш. Следниот пут на бугарите тоа нема да им успее. Бидете сигурни. Ќе го зафафаат до крај. На кој начин, како, ќе покаже иднината. Малце поблиска или малце подалечно, но ќе покаже, бидете убедени. Они, Бугарија, ќе плати голема цена за ово однесување примитивно, кромањонско. Огромна цена ќе плати. Кога тогаш? Верувајте ми. За тоа однесување и таа ароганција, допрва, она што викаат старите, рано е зимата незе. Колку и да се осеќаат сега јаки. А видовме на одредени клипови села од 1000 души останале 200, кои што немаат пари на вересија се позајмуваат у селските гранапчиња. Од 1000 луѓе, 800 ги нема више у селово, иселени. Това ви е таа моќ на Бугарија. Идеа некои клипчиња такви. Но од све се у алваџевски тефтер запишани. Никој нема пари да плати од гранапчено што купува. Значи, не заебајте. Карактер е многу битна работа. Видовте Белфаст, ирцине, кај најдоа бе оние мигрантине со ирцине тикви да садат. Тоа ирците се бреира. Ја имам разговарано со ирци поранешни членови на ИРА, што биле до
постигнувањето на договорот, нели, мировниот договор с Шин Фейн, политичкото крило на ИРА што го направи со британците. Имам седено со такви луѓе у различни периоди, не е у една вечер на иста маса, па јас сум седел со екипа од ИРА. Него така се потрефило. Дури едниот у Скопје живееше подолго време, сега не знам каде. Таквите луѓе, вика британското, такви луѓе со таква волја чилична, не можеш да победиш. Не можеш да ги натераш да клекнат на колена. Видовте у Белфаст што се деси, откако оној мигрантон, од кај беше, тој покуш се обидуваше на тој ирецот, младиот, главата да му ја отсече тука пред камери. Видовте ли у Белфаст што се случи? Абе, полиција ги спасуеше од запалени куќи сите мигранти муслимани што живеат у Белфаст. Цел кварт муслимански им го запалија. У движење им ги палеа колите додека возат и вака фрлање молотов, колава гори и оди и удира у друга запалена куќа. Све живо им искрши, им запалија. За 3 дена полицијава ги одсели тие што ги успеа да ги извлече од куќи запалени, ги тргна од Белфаст. Мој па преку, со ирци најдоа да се заебаваат. Абе, тие док чутат, ама кој ќе реша да не чутат, оди после смири ги, кој што беше у Белфаст 70-тите рани, 72-3 година у цела Ирска. Кога секој ден се тепаа со енглезине. Терористички акти, бомби, гранати, престрелки, секој божји ден. Око не отворија британците. До таму е дојдена ситуацијата во Европа. Видовте Саутемптон. Видовте исто напад на муслимани мигранти врз домашни, детето и младичот енглез избоден до смрт, ова она. Абе, не имам од куќа да му ја запали. Кај се заебаш ти, бе, кој ќе премине некои граници, значи, на пристојно однесување. Народ имаш, бе, чече, бе, не ќе да чуе, бе, ќе ти избр, не ќе полиција да реагира. Кој сега што им каже овие у Белфаст, вие нас, вика, не ни прашавте мигранти да не донесете овдека. Вие 30 години не внесувате мигранти у Ирска. Не прашавте? Не. На Дешково главата му ја сечеше пред камери. Таков некој дојден од пичке си материна, кој знае кој. Аби има сите да горите. Одмазда, сега ќе видите што е одмазда. Сега немој да ме сватите, ја ова за карактер зборам на народи, не зборам за ова. Ама ние можеме таков карактер чиличен да покажеме во едни други рамки, во една друга ситуација, како држава. Имате поддршката на народот 100%. Не ги рачунам овие предавничкава социјалдемократски сојуз со незините мегафони, фрле, мрле, тричко, мичко и така натаму. Не ги рачунам, они се изради у реду. Ама имате пуна поддршка од сите македонци останати тука, сите македонци од диаспората. Прекинете тоа, какво идење таму у Бугарија, дремење, па уште на прес, да ја слушам како она каже, ние северно македонциве, уствари не е услов само ова влесу на Бугарија уставот, него имаме тука ние исторически комисии, имаме протокол 2, кој што не е бугарски предлог, француски предлог, предлог на Европската унија, кур се тресе у ладна вода. Глупости. Ја тука како висок представник на Македонија да стојам и да ги слушам тие шовинистички лапрдања упатени кон мене, тоест кон мојот народ, тоест кон мојата држава. Абе, вака се вртам и ги кажувам, ко те јебе? Или, и го кажувам, ова на почеток што го кажав. Дали го знаеш Тони? Или кажеш, ај кажи Осум. Или кажеш, дали го знаеш Ибери. Или дали ја знаеш Милица, за Вилица, нешто што се римуе. Абе, вака директ. За така безобразно шовинистичко однесување. Абе, најселски. Ви реков вчера за говнарите со говнарски цевки, каков дипломатски речник. Или едноставно, ќе ја кажам едно љубезно, мршу 300 пичке материн. И ќе си отидам. Ем дипломатски, ем одмерено кажано, ем љубезно, ем на ниво академско,
Ако сум професор, а обавувам функција во имањам председател на држава. Доволно е. Паметна е, ќе ме разбере еден таков одмерен дипломатски израз. Мрш у 300 пички мајчини. И си одам. Еше, ако не го свати овој дипломатски израз како таков, и би му мајката, значи не е доволно паметна, тој... Не знам што да ви кажам. Муабетот ми е. Тој им го кажам и некои луѓе од моје окружување. Ако некој не го заслужил твоето внимание, ако ти изневерил со некој работи, ги изневерил твоите очекувања, ако си во некој работен однос со него поврзан со некоја работа, ако се однесува неодговорно, непрофесионално, а претходно сме другарувале со години, ама немам ја зашо тука да се стискам, да си ја мачам душата, да си стварам отрови, како ја сега да му кажам, да го откажам од проектов или од ова, или од нешто и да земам друг човек што знам на кого можам да се потпрам, кој што ќе ми ја заврши работата. Како сега нови да му кажам, сепак го знам со години. Како да му кажеш? Многу брзо, многу конкретно и многу обично ќе му кажеш. Види, више ја не се гледам со тебе за оваа работа, мислам дека нема да го исполниш она што се договоривме, јас си најдов друг човек, чао. Одма својот товар, сите овие прашања што те мачат, му ги префрлаш на него. Па он нека мисли зашо ти така брутално, искрено, директно си му рекол и си го откачил. Ама ти си олеснал, не си се мучил 3 недели, леле, како ќе му кажам. А душата више не ти сака со него да имаш било што. Или со не, или што да е, за бизнес, за било што. Не бе, ќе му кажам директ. Директ. Нема да се мачам одма, види. Или се предомислив. Не мора ништо друго. Види, слушај, за ова што се договаравме, јас се предомислив, ќе си најдам друг човек. Или што да. Исто и со бугарите. Зашто си го држиме товарот на себе? Па ние тука ја лапрдаме, јадеме говна цело време, па новинари, па муабети, дебати на телевизија. Ние бугарите вториот протокол историска комисија. Они кажа ова, ние кажа ова. Нема бе шо они кажа ова, прекинуеш односи со нив, више не се збори за Бугарија. Така да, тогаш више за Бугарија нема да се збори. Прекинуеш дипломатски односи, им гасиш тука сите можни бугарашки медиуми што ги имаат портали, апсиш кој е за апсење, им проверуваш финансиски тамо конструкции, од кај добивале пари, како да, зашто добивале пари, и тука ја затвараш приказната до далек. Додека Европа не се сети дека тоа е таквите потези, таквиот начин, може нив да ми ја растури унијата од внатре, дека по тој наш пример и утре и други земји ќе го следат, ќе им се растури калимерава од внатре, ќе и така прашање на време е кога ќе пукне. Ево го сега гледам овој Раде, вика, не даваме више помош за Украина. А мајката, фуфка, ама сега како он ќе објасни пред овие негоиве, што го бранат, што го штитат у многу ситуации од Европејскиот сојуз, кои ќе му речат како бе сега едва ние од Орбан се решивме, он така овакво не даваше пари за Украина, сега ти нема да даш. Абе ви кажувам, тоа циркус ќе биде у таа унијата што ќе се дешава. И боље што не сме внатре. Али ја да почекаме да погледаме. Поготово, ако ова ескалира уште поише на Блиски Исток, иранци не. Партал! Абе ти имале ракети у пичку матерну, не знам дали гледавте. Абе каков Iron Doom, какви заебанци, бе, не може никој да ги сопре ракети, не бе. Па се координирале со хутите јеменски, со Хезболах вамо, па координира. Абе маме и меба. Маме и меба. Ракетна веле сила да ти биле тие. Што мислеше Трамп за 24, како рече, за 3 дена јебачи и матер на иранција. Ги збудаля. И сега замислете, вамо што се дешава, ескалирано како е, у пичку матерно на Блиски Исток. Замислете Украина како е.
Кога Зеленски побара мировен договор со Путин, ој му рече, кој те јебе, кој си бе ти уствари? Дешко, не те знам бе тебе, кој си ти? Како шо мировен договор на Куково лето? Видевте Украина што се дешава, знаете, никој не знае, па што така нас не ни дајат информации. Значи, комплетна офанзива прават на 1000 и кусур километри фронтовска линија. Покровско дамна го освоја. Нагоре се тргнати. Овие ја гаѓаат Русија и Крим со дронови, со ракети украинци. Овие им враќаат пута 10. И викаат, ајде да видиме. Ајде да видиме кој поише ќе издржи. А овие бугари ми викаат, нема више оружје за Украина, ние не даваме пари. А Европа влезена тамо до овде, у војната Украина. Не, до овде е влезен. Не може да излезе више. Како сега да каже Европска унија, Зеленски, они му кажа, оди тамо, моли го, Путин, договор. Путин, како, што, кој, како мировен договор? Дечко, ти не се знаеме, бе, кој си ти? Ке видите што циркус ке биде, бе. Овде допрва циркус ке следи. А едва и го чекам денот. Бугари, бе, кој ќе го смена дресот. Еве, почиња полека, знаеш, да се стриптизот, Радев го почна полека. Нема оружје за Украина. Абе, они се опасни за тие работи. А осети се Ниша Куќева, одма менјаат локација. Одма идат у куќата на непријател тамо да се засолнат, до сегашниот непријател. Тоа циркус ќе биде. Бугарија пак ќе решава дрес да смени, пак ќе се приближува на Русина. Тоа циркус ќе биде. Тогаш ќе ги чекаме овие бугараши наши што викаат, не си българин, ако си проруски настроен. Најде таа џукела од Струмица што да збори. Демек не си бугарин ако си руски настроен. А тие му ги лишаа јајцата на Сталин, Брежнев и на Хрушчов со децении. За да не бидат сравнети со земја кога ја загубија Втора светска војна, додека седеа у скутот на Хитлер. И они најдоа сега да зборат таквите бугараши, демек ние руски сме биле настроени, а овие русиве све им дадоа на бугарите. Држава, Сан Стефанска Бугарија, до Охрид, до Пички, све им дадоа. А вие не си българин, ако си руски настроен. Јебете се бе, лицемери едни.